ЕСМ ја доби потребната гаранција и од утре официјално ќе стави подпис на новиот заем од 30 милиони евра од Халк банка. Кредитот е со каматна стапка од 4,2%. Од ЕСМ за Телма вела дека се задоволни од каматата. Во службен весник излезе и државната гаранција со која Министерството за финансии ќе гарантира за заемот. Ако компанијата не може да го враќа, тоа ќе го направи државата. Се овластува министерот за финансии да склучи договор за издавање на државна гаранција со Халк банка АД Скопје и договор за обезбедување на државната гаранција со акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна собственост, Скопје, со кои ќе се регулираат правата и обврските кои произлегуваат од издадената државна гаранција. Сега прво финансии треба да склучи договор со банката, па потоа и ЕСМ да стави подпис. Откако ова ќе се заврши, Електрани има рок од 90 дена да каже кога да им бидат префрлени средствата. Рокот за враќање на кредитот е до 2035 година. За овој заем пред известно време информираше и директорот на ЕСМ Узунчев на брифинг со новинарите. Кажа дека парите се потребни за плаќање на доспеани обврски и за ликвидноста на компанијата која извесен период е нарушена. Според последните податоци на финансии во првиот квартал годинава, ЕСМ има доспеани, а неплатени обврски од речиси 60 милиони евра. Минатата година пак ја заврши со загуба од 123 милиони евра. Лани зема и кредит од 82 милиони евра од неколку домашни банки. Но според новата фискална стратегија, планот е 2025-та ЕСМ да излезе од минусот и да ја заврши со добивка, во крајен случај да биде на позитивна нула. Но дали ќе успее во тоа, допрва ќе се види. ЕСМ некогаш важеше за една од омилените компании за работа, но сега се бори со финансиски проблеми.